Станува збор за два терена. Едниот е позади Фудбалската федерација на Македонија, каде што треба да биде седиштето уствари на Гол федерацијата и мини игралиште, кое што е предвидено да биде еден вид академија, односно обука на сите заинтересирани кои што сакаат да станат па и во некој догледно утре професионални голфери. Значи академијата и простор со 3 дупки за едукација ќе биде во склоп на седиштето уствари на самата федерација. Тоа е позади Фудбалската федерација. Другиот поголемата приказна продолжува на километар оддалеченост од ова во продолжение по течението на реката Вадар кај железничкиот мост од левата и од десната страна во малтене на границата меѓу Горно и Долно Лисиче. Треба да на 15 хектари простор да никне едно професионално национално голф игралиште кое што веќе предизвикува интерес, иако секако дека ќе почнат подготвителните активности за месец-два во делот на изведбата, односно изградбата на истото. Интересот е преголем пред се од амбасадорите во држава, од голем дел од бизнис заедницата, а и на регионално ниво од проста единствена причина што Македонија има 12 години веќе федерација за голф, која што за жал пред 2 години, учествува на сите регионални надпревари, пред 2 години била и организатор на регионалниот турнир и замислете се организатор е Република Македонија на територија на Бугарија. Значи буквално на терените на Пирин Банско, ние сме биле национален организатор на регионален турнир во голф. Така да сета оваа иронија конечно ќе добие свој епилог најблиску до урбаниот дел на градот Скопје, што е и целта на федерацијата, излегува во пресред општина Аеродром и наоѓаме еден заеднички модел на понатамошно делување кое што ќе се озваничи и со меморандум за соработка помеѓу федерацијата и општина Аеродром. Проект кој што не повлекува финансиски импликации за општина Аеродром. Значи во случај општината и да има одредени трошоци во врска со подготовка на теренот за негово натамошно јавно-приватно партнерство, странски инвеститор кој што веќе има 2 најави за истото, едноставно ќе ги покрие преку Европскиот фонд за рурален развој, односно поддршка на руралниот туризам и ИПАР 3. Така што станува збор за инвестиција во аеродром, а не одлевање на општински средства. Така што жалосно е тоа што се бруеше во јавноста, едноставно, ако не дојде таа инвестиција во Македонија, ќе продолжи понатака во Грција, бидејќи и Грција нема национален терен за голф и жалосно е да испуштиме инвестиција од 2,5 милиони најавени, а можда и повеќе